знаат дека постојат толку железнички станици, дека се функционални? Имено тоа е делот од она што јас го зборував во текот и на изборната кампања. Сега полека започнуваме со посериозен квалитет на планирање и постепено да влеземе во имплементација за да граѓаните самите потоа знаат отприлика како и каде може да го користат овој тип на превоз како алтернативен тип на превоз. Ова е нешто што во зародиш, да речем, го промовираме. Кога ќе го завршиме целокупниот концепт, тогаш ќе го промовираме на граѓаните, иако и сега веќе можат исто да го користат. Како се планира да се обраќа воз? Посебни вагони ќе има за велосипеди? Може, значи ќе може да се користи велосипедот и да се внесува внатре во посебни простори каде што се во вагоните каде што се патниците. Колку пати дневно ќе се обраќа воз? Не, ова е сега за сега се уште една промоција. Работиме, велам, на планот, откако ќе успееме веројатно со македонски железници да изнајдеме алтернатива на целокупниот концепт, тогаш ќе го воведеме како редовен начин на сообраќај, иако и редовните возови кои што сообраќаат на оваа релација може да бидат користени за истата намена. Едно прашање надвор од темата во однос на кучињата скитници што се веќе вчера имаше повторно човек што беше нападнат. Мислам дека беше службеник од Светска банка. Да, како планирате да го решите овој долгогодишен проблем? Некоја Значи, да, значи веќе повеќе од 11.000 чипови за домашните миленици се доставени кај собствениците на домашните миленици. Продолжува акцијата за бесплатното чипирање на домашните миленици, што представува основ да можеме некаде пролет идната година да направиме регистар на домашни миленици заедно со Агенцијата за храна и ветерина, со што ќе спречиме механички прилив на кучиња скитници на нашите улици. Следната седница имаме седница на Советот на град Скопје, на која што во ребалансот на буџетот ќе бидат предвидени средства за набавка на опрема за стационарот Бардариште, кој што конечно го легализиравме и започнуваме со сериозна имплементација, така што очекувам дека некаде околу март месец ќе можеме да излеземе со целокупен нов концепт. За да немаме заблуда, стационарот не е фарма за животни скитници каде што градот може да ги чува. Ние по комуналната програма која што во моментов ја имаме, можеме кучињата скитници да ги земеме, да ги истретираме, вакцинираме, стерилизираме за да не бидат опасност за здравјето на граѓаните во инфекцијска смисла на зборот и должни сме да истите после рокот 30 дена ги вратиме на местото од каде што се подигнати. Околку има иницијатива да дојде до промена на комуналната програма која што ќе предвидува подолго згрижување или евентуално успивање на кучињата, тоа е нешто што допрва ќе го разгледуваме. Таква иницијатива до мене како градоначалник од ниту една асоциација не е стасана. Постојниот режим е овој кој што го објаснив. Дали имате некоја информација кога е бројот на кучиња кои што се на улица? Па некаде 6 до 8 илјади. Само во Скопје? Само во Скопје. 6 до 8 илјади само во Скопје. Ако вие мислите и како човек и како ТВ куќа дека градот треба да ги успива кучињата, покренете таква иницијатива, ќе ја разгледаме на советот доколку ја смениме комуналната програма. Од друга страна имаме закон, имаме комунална програма која што бара од нас да имаме хуман третман кон овие кучиња. Она што ние можеме да го направиме е тоа што претходно го зборуваме. Значи, до 30 јуни има околу 700 нови кучиња, токму заради тоа, за да го спречиме механичкиот прилив, го правиме ова, го решаваме проблемот во корен, да го направиме регистарот на домашни миленици, затоа што најчесто механичкиот прилив на животни скитници се оние собственици кои што зимаат домашен миленик, а потоа го отфрлаат и го изфрлаат на улица или породот од тие нивни домашни миленици го фрлаат на улици и тие се јавуваат се тек на време како животни скитници. Регистарот на домашни миленици кој што го остануваме подразбира режим за љубителите, односно собствениците на домашни миленици,
задолжителен 2-годишен преглед, два пати годишно преглед, во кој што ќе може да се констатира состојбата на домашниот миленик, како би знаеле дали некоја кучка е скотна или не е скотна и што е тоа што може да се очекува во наредните месеци, дали ќе се породи, дали ќе има нови кученца, тогаш одговорноста ќе биде и кај сопствениците на домашните меленици. Институционално ние го правиме тоа што е предвидено и во законот и во комуналната програма на градот, меѓутоа мислам дека и сопствениците на домашните меленици ќе треба, а и ќе мораат после оваа акција која што до март ќе ја завршиме, да имаат многу посовесен однос и кон своите меленици, меѓутоа и кон остатокот од граѓаните на Скопје. Пред се урбаните средини се за луѓето. Инцидентот вчерашно се случи во Маврово. Каква е повезаноста со нападачите кои ја нападнаа телевизиската екипа и дали се членови на СДСМ и дали ги познававте луѓето всушност? Кој инцидент во Маврово? Вашата викендица. Вака сега. Значи, човекот што беше не Лјупчо Златев, така? Најпрво тврдеше заедно со ДПМН дека јас сум украл плочки од градското депо кои што ги градувам во дворот. Од кога ја увидоа глупоста нивна, дека всушност зборувале за погрешен објект. Тоа е првата работа. Втората работа тврдеа дека сум узурпирал државно земјиште за своји потреби. Во постапката на издавање на градежна дозвола, пристапот до објектот е преку посочената парцела. По секој објект во Македонија се влегува преку државно земјиште. Значи, не постои поинаков начин. Глупостите кои што ги продуцира дотичниот, не можам ја да ги пратам. Поколку сака да има малку повеќе слава, го повикувам Драган Вучич да ја обнови емисијата вашите 5 минути, па нека иде Малиов нека пее таму. Не можам да знам, прашајте го собственикот на објектот, ама луѓе, значи, дајте да се разбереме некои работи. Во моментот кога станав градоначалник, во моментот кога се смениме на женскиот тим на улици и патишта, има записник од депото на улици и патишта каде што складира. Таму калдрма нема. Можете тој записник да го видите, така што комерцијално секој граѓанин може да си купи какви сака плочки или каква сака калдрма. Немаме потреба да правиме јалови обиди да исценираме ситуација наму каде што нема. Би замолил заради мојата транспарентност, секој ден сум пред вас. Не одбивам да одговорам на ниедно прашање. Ако имате било што и било каков сомнеш, прашајте ме мене. Не мора на глупостите кои што некој сака да ги креира заради себе промоција да правиме случај од нешто што го нема. На улицата Козара во дојава на граѓани имаме дека се уште има неисчистен смет, иако нели изминатиот период градот беше активен со очистење на тема. Зборуваме за дива депонија таму, така? Во ред, значи, преку 220 диви депонии се исчистени во текот на летото, во акциите кои што ги спроведуваше градот Скопје. Граѓаните можат или до комунална хигиена или до градот Скопје да достават или да направат дојава за дива депонија, како би можеле екипите да ја расчистат таа дива депонија. Сепак, повикувам граѓаните совесно да го складираат отпадот и да го фрлаат на местата кои што се определени. Контейнерите служат исклучиво за комунален отпад. Кабастиот отпад можат на 3 пункта бесплатно да го депонираат, затоа би замолил малку почитување на комуналниот ред на град Скопје, бидејќи дивите депонии ги создаваат луѓе, боколку има таква депонија, нека направат дојава со точните податоци, градот ќе излезе во пресетка и исчисти таа депонија. Да, запознат сум, меѓутоа треба и вие да знаете како началникот на град Скопје нема ингеренција за такви случаеви. Информирано е Министерството за труд и социјална политика, информирано е Министерството за внатрешни работи. Јас нити имам правна можност, нити имам правна сила да превземам било какви мерки на тоа поле, освен да ги
провоцирам да речам на известен начин или да ги предизвикам институциите да си ја работат таа работа. Воколку станува збор за лице кое што загрозува, таму треба да интервенира или Министерството за внатрешни работи, а воколку станува збор за лице со нарушена здравствена состојба, тогаш треба да е координирана акција на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство. Градоначалникот на Скопје за жал нема ингеренции да расчистува диви населби низ градот. Што тука е? Ќе можеш? Ајде, мола, да. Ајде, хвала.